Токму така како што кажавте, од денеска стапи на сила забраната за движење во шуми. Таа генерално ќе биде во трајање до 31 август, меѓутоа нели согласно периодов кој што предстои временските услови какви ќе бидат, можеби ќе дојде до одредена промена. Сега за сега навигацијата е таа. Што значи практично тоа? Тоа значи дека секој оној кој што ќе има било каква обврска или желба да придвижи во некои шуми, терени во Република Македонија, ќе мора да обезбеди соодветна дозвола за движење во шума. Каде може да го направи тоа? Значи тоа се однесува на човек, планинар, физичко лице, еден или пак група граѓани. Тоа ќе може да го направат во најблиската подружница на јавното предпријатие, она е која што стопанисува со оние површини каде што човекот или граѓаните ќе сакаат да прошетаат. Покрај нас и националните паркови имаат своји површини со кои што нели стопанисуваат и тие ги издаваат дозволите конкретно за тие површини. Доколку одредени институции, еве ќе кажам како вие, како телевизиите, ЕВН и така натаму, имаат тие секако ќе имаат потреба во периодов кој што надоаѓа да движат на целата територија на Република Македонија, тие тоа би го решиле со тоа што ќе поднесат едноставно барање во нашата дирекција во Европскиот универзитет на втори и би им издале една групна дозвола која што ќе важи за целата територија на Република Македонија, затоа што вие нели како новинари секако ќе бидете во постојано движење и не би било умесно од наша страна да бараме во секој град да го правите тоа. Тоа е она кое што ќе треба граѓаните да го знаат. Апелирам никој без дозвола никаде да не движи, затоа што казните се големи. Значи тие се движат преку 1500-2000 евра, а доколку не дај Боже некаде се појави некоја нус појава, пожар или шо и да е, а некој од тие граѓани се зафати тамо, тоа е секако и потенцијален, не дај Боже, нели човек кој што го направил тоа. Така, минатата година имавме огромни пожари, особено во регионот на Неготино, на планината Серта. Има ли првичните пресметки дали се готови колку шума изгуби Македонија изминатава година и за кој временски период ќе може да обновиме за разлика од онаа шума што ја изгубивме 2021 во Берово, која што беше високо стебласта? Токму така, добра ви е паралелата, значи ние мора да кажеме дека во текот на 2024 година од оние преку 2000 пожари, значи беа зафатени преку 61.000 хектари. Сега, 61.000 хектари каде што поминал пожар. Меѓутоа, тоа не значи дека сите тие површини се тотално уништени, значи некаде пожарот бил приземен, горела само трева. Значи во однос на дрвниот фонд нема оштетување. Некаде оштетувањата биле поголеми, некаде биле максимални како она кое што го спомнав во 21 година, кога за жал во Малешевијата огромните пожари нанесоа неповратни штети и беше уништена огромна високо квалитетна борова шума. Серта ја спомнавте, да, таму беа зафатени повеќе илјади хектари, меѓутоа се работи за планина која што е со слаба деградирана шума и на неретко голини на кои што имавме само тревни површини и тревни растенија. Тамо веќе обновата е во полн ек. Значи, еве, една година после пожарите, ако направите еден прилог како новинари, ќе видите дека во огромна мера природата се изборила и го сменила она кое што остана после оние пожари. Значи, сликата е веќе многу поразлична, зеленилото е вратено, но ние како институција секако ќе сториме се што е во наша моќ, а тоа е пошумувања секаде онаму каде што ќе биде потребно, некаде оставаме да природата природно направи обнова, каде што веќе има некои најави дека такво нешто ќе се случи, ќе мора да следиме какви ќе бидат временските услови во однос на врнежите и она кое што е многу важно, јас често го споминувам, а тоа е на површините ние ќе мора да враќаме автохтони видови растенија, грмушки, дрва, што и да се, затоа што тие најдобро би се вклопиле во веќе постоечката почва со нејзините сите споредни работи и тие најдобро и најбрзо ќе тераат, значи ќе се обновуваат. Тоа е она на кое што како предпријатие работиме и ќе работиме. Во некои мои изјави во минатото кажав дека покрај лошата состојба во секој поглед во предпријатието затекнавме и лоша состојба во расадничкото производство. Значи знаете дека ние како институција имаме наши расадници, меѓутоа во изминативе 6-7 години добар дел од нив биле затворени или пред затварање и начекавме една состојба со релативно мала бројка насадници, меѓутоа тоа е што е, нема назад, гледаме напред.
Ако минатата година имало 700.000 садници, ние оваа година веќе таргетираме милионско производство, кое што секако ќе му најдеме простор да го вратиме на површините кои што пред себе ја зафатени од пожарите и на оние површини кои што согласно нашите обврски ќе имаме обврска да ги пошумиме и така натаму.